Стево Пендаровски, македонски политичар, професор, советник и аналитичар, име кое денес се поврзува со претседателската трка за шеф на државата, која тој ја трча по втор пат. На прва речи си секогаш е сериозен, но зад строгиот изглед се крие сосема поинаква личност. Духовит, опуштен и пријатен за разговор, Пендаровски ни откри кој е приватно кога не е во улогата на политичар, иако е животна определба од која нема бегање. Кој сте вие приватно? Па јас сум сопруг на Елизавета Георгиевска и татко на Огнен Пендаровски. Мојата сопруга е професор на стоматолошкиот факултет во Скопје. 9 години е помлада од мене, ако е тоа битно. Може би за некога е битно, а мојот син е... Колку години? Да. Па оваа година сме некаде во август месец, да, на почетокот на август, ќе правиме 20 години во формален брак и инаку претходно сме уште 3 години нешто бевме дечко и девојка, како викате вие помладите. Дали може би размислувате да направите некоја прослава по повод 20 годишнината? Размислуваме. Да. Тој тип на семени прослави ги нормално како секој од нас ги само скромно ги практикуваме и ќе направиме нешто. Сега не смеам да откриам што, нека биде изненадување за сопругата, како што они мене ми направија мало изненадување сега за време на мојот роден ден пред неколку дена, на 3 април. Ќе ви го честитам со неколку дена за доцнување. Да, благодарам. Видовме на социјалните мрежи, вие прославивте се вашите сопартици. Како најчесто ги поминувате роден дените? Па не најчесто, него секогаш баш во кругот на најблиски. Не сакам многу некои помпезни прослави на, не знам, со многу луѓе. Овие што се околу мене, баш најблиското семејство, најдобро се чувствувам така. И за роден ден и за други битни датуми од нашите заеднички животи. Дали ако ве прашам што добивте на подарок од сопругата и од синот, ќе ми откриете? Бидејќи беше кампања, немавме многу време да прославуваме. Дури и тоа мораше да биде дел од кампањата, значи дел сликање, правење, добив машина. Крават, машина. Може да носите во некој следно ваше излагање? Па мислам дека имаме договор начин на вака се да откриам, да ја носам на, ако победиме, да ја носам на инаугурацијата за председател. Покрај улогата на верен и посветен сопруг веќе 2 децении, без малку толку е и во улогата на грижлив татко на тинејџерот Огнен, за кој ќе каже. Да, понемалолетен, има 17 години, втора година е гимназија, овде во Скопје. Не ја сака политиката премногу, меѓутоа нужно зло е, бидејќи во куќата се збори, сакаш, не сакаш, на таа тема, особено сред кампања. Може би ќе ве чуди, меѓутоа ја инсистирам и сопругата има таков пристап, да тој не личи воопшто на нас. Не треба да личи на нас. Само што е генетика, што е физички изглед, ако има од некого нешто, тоа е нормално, природно, меѓутоа во однесувањето мој совет му бил никогаш немој да личиш на таткото или на мајката и биди свој. Сака да излегува преку ден и да пие кафе со пријателите, а сам си го одзема епитетот ноќна птица. Знае да оди во кафејана, иако не нарачува песни, па го прашавме што сака да слуша за своја душа. Да, сакам така, поелегични песни, по-фини и по можност без завивање на гласот, така, како може да биде попристојно пеано. У бивша Југославија сме ги слушале, не знам, Предраг Цуне Гојковиќ сме го слушале многу тоа време. Од бивша Југославија, да, можам сега ми доаѓа у глава. И тогаш и сега мислам дека е кралот на тој тип на музика Звонко Богдан е, Ненад Минат. Така што балканскиот Френк Синатра, беше пред некоја година, него го имам слушано на концерт во Скопје пред година и нешто. И повторно одиме према тие меки звуци, за жал не одиме почина. Оливер Драгојевиќ ми е близок као музика, као звук. Пошто ја мислам за себе си дека сум, веројатно, некој од моите претходни животи сум живеел негде околу Медитеранот, јас сум медитерански типол. Низ нашиот разговор констатиравме дека ретко може да најде време да се релаксира и опушти, а ќе каже дека е вистински луксус да го изгаси својот телефон, на кој во денот добива стотици пораки. Колку често знаат да ви замерат, да речеме, пријателите или блиските луѓе сега кога немате време да се видите, како балансирате помеѓу... Не балансирам, за жал, не балансирам и сите или ме псујат или ме замеруваат. Како се скупувате тогаш? Ништо, ја имам, чекајте да победам прво, после ќе се собереме. Не можам да... Добар дел од луѓето разбираат, фала Богу дека разбираат, гледаат што се случува, знаат кај сум во моментот. Меѓутоа има луѓе кои мислат дека тие рутини што сме ги имале пиење кафење или некакви седенки муабети, дека треба да продолжат без многу поместување на тој распоред, меѓутоа тоа не е можно. И најмногу се нервираат кога нема да им одговорам на порака. Например, ја добивам порака во рамки на ова се, што сум кампањата, не знам, помеѓу 200-300 пораки дневно добивам и ја не сум Зоран Заев, кој одговара на сите пораки, не можам да стигнам, да бидам искрен, и одговарам само на неколку. И за крај, едно навидум едноставно прашање кое може би звучи клише, но е прашање на кое секогаш добиваме нов одговор. Што го прави среќен Стево Пендаровски?
Па среќен ме прави ако видам дека околу мене се моите најблиски, ако се среќни, кога ќе гледам грижи околу мене, тоа претпоставам ке секого е исто. И тој тип на дебаланс мене ме вади од кожи, ме нервира и се мислам како да им помогнам на луѓето. Инаку, значи, ја барам смиреност околу себе и кај луѓето кои ме окружуваат и мислам дека во таква една мирна, смирена атмосфера, спокојна атмосфера, мислам дека човек најдобро се чувствува. Барем јас се чувствувам најдобро. Јас сум Стево Пендаровски, вие гледате Ексклузив на 1 ТВ. И главата горе.